Би рекла дека не се само кај младите, туку севкупно во нашиот општествен живот почнува да се менува трендот на посекувани професии или на актуелни професии. Јас во однос на тоа што било актуелно пред 10 години, можам да кажам дека дел од тие професии речиси исчезнуваат или пак се трансформираат. Секојдневно се појавуваат нови, комплетно непознати за нас и баш подготвувајќи се за овој наш разговор, дојдов до едно истражување каде што има листа на 10 професии, најбарани професии во моментот, кои само пред 10 години воопшто не постоеле. Например, една од тие професии е инженер за автомобили, беспилотни автомобили, односно автомобили кои ќе се движат без шофер. Тоа до сега било незамисливо. Сета автомобилска индустрија практично во овој момент претрпува огромна промена во однос на тоа дека не само што зборуваме за електрични возила, туку зборуваме и за возила кои ќе функционираат без шофер, без возач. И сега на сметка на тоа, можеш да замислиш колку се други пропратни професии ќе се појават за да може да функционираат во рамки на овие нови трендови во таа индустрија. Например, сите салони, односно сите компании кои се занимаваат со поправка на овие автомобили, практично ќе мораат да обучат посебно луѓе, автомеханичари, кои пак ќе имаат сосема поинаков сет на вештини, односно познавања и знаења. Друго на што најдов, а што посебно ме интригира во последниот период е пилоти на дронови. Не знам дали знаеш дека во Абу Даби веќе најавуваат авионска линија, односно дрон линија, такси линија помеѓу Дубај и Абу Даби. Автоматски правиме муабет за комплетно нова професија. Повеќе нема да ни требаат таксисти, ќе ни требаат пилоти на дронови. И одново зборуваме за промена во потребите на образовниот систем, односно што треба да обучуваме како вештини во периодот. Потоа има нешто што се нарекува Zoom менаџер или AI архитект, односно архитект за вештачка интелигенција. Следно на листата е спортист за спортови. Во последно време се повеќе и повеќе следиме трендови дека постојат посебни лиги за спортисти, односно играњето видеоигри е донесено до стадиум на спорт, го третираат како таков и веќе сериозно се обучуваат тимови и луѓе за тој вид на спортови, но она што е уште поинтересно е што постојат луѓе кои се занимаваат со тренирање на овие спортисти. Значи повторно начинот на кој што ни се менува секојдневието и ни се менуваат работите околу нас наметнуваат појавување на комплетно нови спортови, комплетно нови професии, комплетно нови занаети, комплетно нови барања во однос на вештините и знаењата кои ќе треба да ги поседуваме. Така што не ме изненадува што младите некако го детектираат тоа многу порано и полесно и што се интересираат за овие нови трендови. Например, уште две интересни професии. TikTok маркетер. Маркетер ни е познат збор, барем во луѓето кои се занимаваат, меѓу луѓето кои се занимаваат со продажба, со маркетинг. Тоа е нешто што
се користи како форма за промоција, продажба на производи, но сега платформата каде тоа ќе се случува е TikTok. Другото пак е крипто советник. Ако порано имавме потреба од бирзански советници, нели некој што ќе ни помогне да не советува каде да ги вложиме нашите пари, сега веќе имаме потреба од професија која што ќе треба да ни даде поддршка да ги разбереме подобро трендовите околу криптовалутите. Има уште низа неколку кои би ги набројувала, но сега како се вели да не одземам премногу време, бидејќи ова што го споменувам е тренд кој постојано ќе се надополнува, ќе се менува, и она што јас најмногу сакам да го кажувам кога разговарам со младите луѓе е дека живеат буквално во реалност, во време кога можат да се измислат својата професија. Буквално можат да пронајдат нешто што нив ги интересира и им се допаѓа, сакаат да го прават и почувствуваат, ако почувствуваат дека тоа е потребно на пазарот на труд, буквално да ја креираат професијата. Уште нешто дополнително што сакам да го кажам како заклучок од ова што сега го зборувам е дека нас ни предстои период каде што сите ние буквално без разлика во која возраст сме и на што сме вообичаено навикнати, сите ние буквално ќе треба да се обврземе постојано да учиме, да доучуваме и да работиме на надградување на своите знања и компетенции. Едноставно, толку многу брзо се движат работите во светот на развојот на дигиталните алатки и на менувањето на трендовите, што едноставно ни се наметнува потребата да секој од нас, без разлика, повторно ќе кажам на која возраст е, ќе треба да се прилагоди, да покаже флексибилност и да се зафати со учење или доучување на некоја дополнителна алатка, вештина, за да може да држи чекор со очекувањата и барањата на пазарот на труд. Во однос на оние професии како што се наставник, психолог, јас би рекла дека поспоро ќе оди исчезнувањето или заменувањето на професиите кои се поврзани со професии за давање помош. Тука спаѓаат негувател, негувателка, некој што практично е од видот на советник, психолог, психотерапевт, дури наставниците кога би ги смениле своите улоги во ментори, мислам дека тоа се професии кои само ќе добиваат на вредност и на цена. Зошто го велам тоа? Бидејќи наспроти комплетната промена во рамки на дигитализацијата, автоматизацијата на работните процеси, овие професии кои се професии за давање помош ќе бидат многу барани и потребни поради одржувањето на менталното здравје, поради емпатијата која што е клучна и многу не разликува од машините и од роботите. Така што би рекла дека сакам да ги охрабрам младите генерации да не целосно ги напуштаат идеите или да го напуштаат размислувањето, разгледувањето на тоа да станат психолози, педагози, психијатри, негуватели, ментори, едукатори, затоа што, пак ќе кажам, некој треба да биде поддршка и на тоа што значи да се биде човек.